Минималната плата и евентуални нови мерки повторно не се најдоа на дневниот ред на економско-социјалниот совет во владата. Синдикатите велат, кошницата континуирано расте и државата ќе мора да преземе акција. Не знам какви статистички операции и податоци гледаат владините представници, но ако е нешто добро тоа што ги намали акцизите на цените на горивата помогна, меѓутоа се разбира дека тоа не беше доволно, затоа што 2 месеци поред вредноста на синдикалната минимална кошница се зголемува за некои илјада денари, што покажува дека се уште не е доволно и покажува дека треба поенергично да се настапува при креирањето на мерките, затоа што мерките не беа потребни вчера, утре ќе видат. Министерот Дурмиши пак уверува дека и покрај тоа што инфлацијата се искачи на безмалку 5%, анализата на Пазарен покажала само минимален раст од 0,43% на цените на основните прехранбени продукти. Уверува дека состојбата се следи постојано, но не најави нови мерки. 5% инфлација. Дали сметате дека не треба да има мерки? Кусо, ако може? Треба да се гледа пошто инфлацијата од кои причини дојдена. Јас ти кажувам дека цените на основните прехранбени производи каде што ние сме надлежни, имаме механизми, толку се податоците што ги кажав да не се враќам пак. Од другите причини, ако се дојдени, нормално дека како влада ќе реагираме исто како што сме реагирале овие изминатите денови. Во меѓувреме, владата постигнала договор со бензинските пумпи да ја намалат профитната маржа за плинот од 22 на 5%. Во малопродажба, цените на течен нафтен газ на бензинските станици веќе се намалени во распон од 5 до 6 денари по литар и се движат од 53 до 54 денари. Почитувани, ова не е уште еден изолиран чекор, туку системска реакција на пазарот која доаѓа како резултат на јасен институционален сигнал и координација. Кризата на Блискиот Исток и затворањето на Ормудскиот теснеци ги помати сметките на владата околу инфлацијата за годинава. Иако тие прогнозираа инфлација пониска од 3%, сепак минатиот месец таа изнесуваше 4,9%. Владата мораше да реагира во намалување на акцизата и ДДВ-то за горивата за да се избегне ценовен шок, но економистите предупредуваат дека во зависност од тоа колку ќе трае кризата со Иран, годишната инфлација би можела да се движи помеѓу 3,5 и 8,2%. Даниел Василев, Сител телевизија.